И еве сме назад во студиото, 9 часот и 17 минути, веќе влегуваме во финишот на Македонија наутро за денеска, доста раздвижено и ведро во студиото и време за последниот разговор. Полно студио со драги луѓе и секако нови гости, кои што ќе го заокружиме денешното 3-часовно дружење во Македонија наутро, а темата која што ни следува е зборуваме за табла, меѓутоа во незината професионална форма или позната како бекгемон. Поводот е голем затоа што викендов во Скопје ќе се одржи турнир во табла, а нашите тројца соговорници кои што ги имаме утрово, односно Владо Стојанов, Славе Јуруковски и Ванчо Зрнцев ќе ни најават нешто многу поголемо кога станува збор за таблата, а тоа е иницијатива за да има официјално и сојуз македонски за бекгемон, меѓутоа добро ни дојдовте прво. Благодарам, добро најдовте. Еве на почеток да го одгатнеме она што верувам и гледачите ги интересира, што точно значи и опфаќа зборот бекгемон. Господине Владо, почнете вие. Бекгемон значи игра која се игра на ваква табла, каде се ицртани 24 полиња, може да бидат црно-бели и во друга боја, во зависност од дизајнот на изработката на таблата, на која полиња се поставуваат два пара пулови, по 15 парчиња. Тие се во различна боја и на почетна позиција точно прецизно определена како што е на оваа табла. Противниците фрлат два пара коцки со овие чашчиња, професионално се викаат шејкери. Избирот од бројките на овие две коцки треба да се изиграат со поместување на овие полиња, овие пулови. Победникот е тој што прв ќе ги земе сите пулови на крајот од играта. Мене оваа игра ме научија многу блиски роднини пријатели на времето уште пред 50 години во Ѓорче Петров и од тога се заљубив во оваа игра. Тоа ќе ги спомнам, денеска имам прилика, Шики, Драги, Живко, тука беа и други играчи како што е Љупчов Владичевски, покоен Бог да го прости, и оставија кај мене еден многу голем впечаток за да се заљубам во оваа игра. Сега, зборот бегемон и играта бегемон се игра само првата игра од онаа порано што игравме 3 игри, нели? И таа прва игра има строго определени правила. Тие правила се негде околу 17 пропишани со правилник на светска организација, бегемон организација. Морам денеска да го пофалам господинот Зоран Волф, кој успеа да ги преведе на македонски јазик и фактички ние на тој начин и да ги научиме правилата на играњето на бегемонот. Благодарам за сега. Дали во Македонија се игра бегемон, меѓутоа и од кога? Ево вие успеавте да евоцирате спомени за оние луѓе кои што на некој начин вие пренеле заразата и љубовта кон таблата, кон бегемон. Меѓутоа, што покажува вашето искуство за македонците? Играат ли табла? Да, бегемонот во Македонија се игра можеби повеќе од 20 години, но тоа биле поединци кои биле пионири во оваа игра и со задоволство ќе ги спомна кој веќе и не се меѓу нас, како што е Зоран Тодоровски Глава, Мишко, Жабарот, прочувам го знаете. А користам прилика да ги поздравам и сегашните доени и искусни бегемонџи како што се Пане од Неготино, Љупчо Шупчо, Зоки Волф, Михо, Леко, Владко Гипс. Во поново време, мои пријатели стана преку бегемонот, Хари Гаврило, тука ќе го спомнам Горан Грга, Пепи, Славко од Штип, Емил, Ванчо, Драган, Васко од Прилеп, што оформи свој клуб и го нарече Ебагота Бладжи, Томче од Кавадарци, не можам да го изоставам. Сега, сите овие доени, сите овие играчи, бегемонџи, настапувале и надвор од Македонија
и освојувале високи места. Бегемонот во Македонија активно се игра од личности и од понежниот пол, како што се Ели и Снешко од Штип, Лидија и Зорица од Пробиштип, а од Скопје Бети, Александра, Ангела и се разбира, последните 5 години има освоено господјата Ленче Зрнцева, безброј пехари и дипломи, кој воедно е секогаш пратечка сила на господинот Ванчо како негова сопруга. Користам прилика да ги истакнам и значењето на ова игра Бегемон од покојниот Зоран Глава, кој допринесе да се одржи светското првенство во Бегемон во Скопје 2023 година, на кое учество зема преку 28 држави и негде околу 280 учесници на играње од целиот свет. Легендата Глава имаше голема визија за напредокот на оваа игра на цела територија на Република Македонија, за што би зборувал покасно. Сега прашање од господинот Ванчо, дали Бегемон се игра и надвор од Македонија? Каков е соодносот? Колку ние играме, колку играат странците или каде, кои се најстрастени практично играчи на оваа игра? Бегемонот како друштвена игра се игра од повеќе од 300 милиони луѓе ширум светот. Еден дел од нив одат по турнири, тоа сме исто, јас и мојата сопруга, си пронајдовме многу убаво хоби со цел да одиме да шетаме низ светот, бидејќи турнирите, меѓународни турнири обично се одржуваат во туристички дестинации, атрактивни туристички дестинации, и за овие 5 години колку што играме, јас и мојата сопруга Лени, имаме посетено преку 50 меѓународни турнири. Така најдобро се учи од мајсторите кои учествуваат на тие турнири. Дури во 2021 година, за време на ковидот, отидовме со Лени во Марбелја, во Шпанија, каде што учевме од светскиот, неколкукратен светски првак Мочи, од Марк Олсен, Дирк Шиман. Таму беше кремот на Бегемон играчите, а во едно тој семинар, таа школа, ја поминавме и потоа почнаа да се редат резултатите. Јас и сопругата спомнам дека имаме многу меѓународни турнири, а веќе во нашата дневна соба полиците се тесни за пехарите што ги донесуваме. Сме учествувале најдалеку во Дубај на меѓународен турнир, Стокхолм, во Кипар повеќе пати, а сега на 23-ти заминувам јас само, за жал, нема да може Лени поради обврски семени, нема да може да дојде, но јас заминувам во Ташкент, во Узбекистан, 6 дена на меѓународен турнир, кај што учествуваат повеќе од 350 играчи од цел свет и каде што досега, ова е светски рекорд, наградниот фонд е повеќе од $500,000. Значи, ова е веќе сериозна сума. Досега најголемиот, најдобро платениот, наградениот фонд, до сега што сме учествувале ние. Од таму летам па директно во Никозија, каде што ќе учествувам на 2 други турнири и за жал многу малку од македонците можат да си го дозволат тоа. Јас имам слободно време, финансиски услови исто треба да се има, не може без финансии да се учествува, бидејќи се плаќаат високи котизации, самиот си ги покривам трошковите сите за престојот, но важно, и јас сум многу горд, што кога ќе го истакнам македонското знаме и кога ќе добијам пехар, инсистирам тоа, значи нашата Македонија да се спомне во тие Бегемон кругови. И веќе лајт мотивот, кажа веќе спомнав дека да го играме Бегемон е што имаме прилика преку игра
преку една друштвена игра да стекнуваме нови пријателства ширум светот. И тоа е она што не мотивира. Со колка вас разборувате, морам да ве прашам, со оглед на тоа дека самите кутии, односно подлогата, табли се доста и естетски. Има ли некаква вредност, има ли некакви престижи кога станува збор за изработката, материјали, дезенот? Секако дека има. Ние почнавме, бидејќи често пати како награда добиваме, освен пехар и табла, почнавме колекција од табли имаме. Тоа сакав да прашам, дали имате и колекции? Веруете, една ваква убава табла чини повеќе од 1500 евра. Убава табла. Ние играме на многу поскапи табли веќе дома, па дури имаме и дигитална табла која е со анализи на играта, како се игра, па имаме опрема која со помош на вештачка интелигенција ги анализира потезите, затоа што таблата, односно бекгемонот, како спортска табла, не како традиционална табла, она во мало што го играат со рака, кај што се фрлан или тука е строго определено други правила, веруете дека има бекгемонот има тенденција, освен што е друштвена игра, има тука многу стратегии и треба да се учи. Затоа што јас кога почнав со Лени, кога почнавме пред 5 години, ние апсолутно ништо не знаеме за бекгемонот. Но со анализирање на игрите, отпосте, како сме изиграле, каде сме сгрешиле, се учи многу. Ова што кажувате не е ни хоби на некој начин, туку буквално начин на живот и верувам дека поголем дел од вашето време е посветен токму на оваа игра. Меѓутоа, господина Славе, споменавте двајцата ваши колеги, дека навистина сте патувале многу за на меѓународни надпреварувања и турнири. Колку во Македонија се организираат, а може и да најавиме дека викендов што ни предстои токму во Скопје ќе има турнир во табла кај нас, па на тој турнир исто така сакате да најавите една многу голема работа, па еве да споделиме. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија и голема благодарност што ни овозможивте да презентираме една активност која малку е популарна во Македонија за жал, јавно малку, инаку таблата се игра во Македонија долго време, можеби 100 години и повеќе. Јас сум како дете научен табла да играм во моето место Галичник и од играње шах како тинејџер предов во играње табла, сметајќи дека таблата е многу друштвена игра и бара високо интелектуално ниво да се постигнат квалитетни резултати, да се победи противник. Не е едноставно. Иако се послужуваме со коцки за играње, меѓутоа потребен е многу јак концепт, многу познавање и истрајност во начинот на играњето. За жал, Македонија, иако има долга традиција на играње на табла, во поново време бекгемон, ние се наоѓаме на споредната група на земји која се уште нема формирано сојуз, кој сега имаме прилика да го кажеме со голема радост дека во нареден период од една недела или две ќе биде формиран тој сојуз на бекгемон во Македонија. Колку фишчекор ќе биде тоа во Македонија за бекгемон? Колку фишчекор всушност ќе значи тоа за бекгемон кај нас? Многу ќе значи. Ќе бидеме равноправни учесници на меѓународни турнири, на светски првенства и ќе можеме исто така, освен што беше светското првенство во бекгемон во Скопје благодарение на една мала група на луѓе која имавме прилика и среќа да видиме што е тоа во светски размери и да бидеме легитимни представници и учесници на такви меѓународни турнири. Во тој контекст, јас како предводник на Мак Табла клубот се трудам повеќе од 5-6 години да организирам и турнири во Македонија, бидејќи претежно, како што кажа колегата Ванчо, учествуваме на меѓународни турнири за да сетиме атмосфера што е тоа што се случува. И сега Мак Табла се потруди овие 5-6 години да организира турнири, неколку турнири во годината, 5-6. Би го спомнал, пред 2 години бевме гости во телевизијата, турнирот во Галичник.
Таму во соработка со колегата Горан Меловски организираме квалитетен турнир, а во Скопје Мактабла организира редовни турнири. Престојниот турнир, што е и повод за нашето гостување, е овој викенд во хотел Карпаш во Скопје, каде што веќе се пријавија 40 надпреварувачи, учесници, меѓу кои за прв пат можам да кажам, да се пофалам дека ќе имаме учесници од Санџак, од Белград, односно од Србија, од Босна и Херцеговина, и со тоа ќе биде збогатена конкуренцијата и интересот на играњето. Тука морам да ги спомнам редовните поддржувачи на Мактабла турнирите, тоа се Цептер и Спорт Лайф, и секако треба да се спомене дека во нашето комуницирање користиме и Вибер групи, кои се доста атрактивни и лесни за комуникација, со што целта на нашата активност е афирмација на бегамон играње во Македонија. Планирате ли освен или турнир некој малку помасовно поорганизиран начин на игра во блиска иднина? Еве господине Владо, вие може да ни кажете. Да. Како што најавив, претходно легендата Глава имаше голема визија за напредокот на оваа игра на цела територија на Република Македонија. Меѓутоа, прерано замина, но јас како повозрасен и понов играч на Бегемон продолжив да ја реализирам таа визија, така што ја започнав мисијата за формирање Бегемон клубови во Македонија. Меѓутоа, поради тоа што имаше мал интерес, морав да се уклучам и да правам директни контакти со луѓето во внатрешноста на цела држава и да го опипам пулсот, заинтересираноста за формирање на тие клубови. Целта ни беше обединување и формирање Бегемон Сојуз. И јас воедно од клубовите бев предложен и како председавач и модератор на основното собрание. За таа цел 2021 година намерно формирав и во Пробиштип клуб, кој го нарековме клуб Аква Парк Бегемон. Помогна да се формираат и клубови во Штип, Астибо, во Кавадарци, Тиквеш, во Прилеп, Ебаго, Табладжи, го спомнавме преска, клубот Рисови во Скопје. Исто така помогнав при пререгистрација на клубот Пролет 13, во меѓувреме се регистрираа и клубовите Статер Скопје, Скопје, МТЛ Скопје. А овие денови се очекува и решенија од Централниот регистар за формирање на нови клубови, тоа е Мактабла Скопје и Антигона од Неготино. Можам слободно да се пофалам дека во Пробиштипскиот клуб Аква Парк повеќе почна да се игра Бегемон и сега во моментот може да има и негде околу 20 играчи што веќе играат Бегемон. А во Македонија, према она ние што имаме некоја статистика и према она што го имаме на Вибер групите, има негде околу 150 играчи на Бегемон што учествуваат или се активни во играта на Бегемон. За неполни 6 години, откако го формирав клубот, веќе створивме 10 клуба регистриране во Централен регистар и 2 клуба кои се сеја во најава. Овие денови треба да излезе регистрацијата, односно да го добијат решението од Централен регистар. Како повозрасен член за председавач на состаноците одржав вкупно 9 состаноци. За нив имаме и званични записници со сите представници на спомнатите клубови и донесовме заклучок
кој беше многу важен. Тоа значеше обединување на сите клубови во Сојуз. Благодариме многу за денешното гостување и извинете доколку прекинав делот, ако имате уште нешто да кажете. Да, почитувани председатели на клубови и бегемонџии, користам прилика јавно да ве поканам уште еднаш за да размислите за присуствување на своите клубови за да бидете дел од Сојузот. Пријавувањето да го направите веднаш, затоа што сме сега во фазата кај што го правиме Сојузот и најдобро е сите клубови да бидеме сплотени заеднички да го направиме тој Сојуз и како што рече Славе, да се представиме како македонци со Сојуз на сите турнири во иднина. Благодарам на Ви посакуваме успех и во формирањето на Сдруженијето и во вашите турнири, односно надпревари и по дома и по светот. И се разбира, ве очекуваме повторно гости со нешто ново и кога официјално ќе биде се готово, се разбира. Со задоволство.